некои нешта во животот вообичаено доваѓаат со годините. И неминовна е таа работа. Сега луѓето вообичаено велат дека староста е тешка, годините натежнуваат. Има вистина во тоа. Ја многу пати велам дека многу сум благодарен на Бог дека староста е убава. И сите години кои што доваѓаат и ни се дадени од Бог, за мене имаат посебно место и имаат своја убавина. И така да во определени години не можете сега што живеам, јас не сум можел и да сакам да го живеам на 20, на 30 или нели да речеме помлад. Па така со годините, оние кои што се љубители да речеме на добриот збор, на читање на книги, не знам дали ви се случувало на овие кои имаат веќе години да читате постојано или да се навраќате на една иста книга. Мене ми се случува. И одново, па наоѓате некои нови нешта и едноставно ви е пријатно и ви е убаво додека ја читате таа книга. Една, нели велиме, од најголемите бестселери си е Библијата. И многумина велат и кога студиравме дека секој пат да имате во предвид дека не станува збор за една книга. Имајте во предвид дека станува за една огромна, голема библиотека, која што во внатре има се и се што има во најсовремените библиотеки. Па така и јас се радувам дека би рекол дека има голема привилегија, и тоа сум го кажал за нас кои што проповедаме, бидејќи е наслада да го изучувате текстот. Па не знаете по колку пати се навраќате и читате еден ист текст. И повторно, и повторно, и повторно. Налангам секој пат говориме дека ако сакате да проповедате една минута, ќе треба сериозно да се подготвите еден час. И многу луѓе кои што не се занимаваат со оваа работа, кога ги кажам дека подготвуваме проповеди по цела седмица, вика, што па толку денек, што толку многу правите? Вака говорам радосно, бидејќи за мене пасторалните посланија со оваа проповед завршуваат. Многу години останавме, многу нешта Бог ни проговори, колку вие успеавте да запомните некои нешта, колку Бог успеа да ги промени вашите мисли и срца и сето тоа да го спроведете во секојдневниот живот, повторно го оставам на секој еден од вас. Останува уште една проповед од 9 до 22 стих за наредниот пат, меѓутоа тоа се, не дека нема што да се каже, меѓутоа поздравни зборови на апостол Павле, кажува со кои луѓе би сакал да се сретне, дава некои инструкции, меѓутоа за мене со оваа проповед пасторалните посланија ги завршуваме. И се радувам што овие посланија, овие писма на апостол Павле, и првото, и второто, и Тит, имаат суштински работи, би рекол, за црквата. И ова моја проповед ја насловив како во прашална форма што да проповедаме. Дали оние кои што се занимаваме, да речем, со проповедањето, дали секој пат знаеме што да проповедаме. Јас многу, да кажам, сум се изнагледал луѓе, особено харизматичните цркви, пентакосталните, и таму има една градација, велам од 0 па до плюс 100. Оние што се повеќе од плюс 100, до самата проповед, до самиот чин на проповедање, не знаат што ќе проповедаат, дека тоа треба да им се открие во самиот момент кога ќе застанат пред микрофонот. Па јас се радувам и 100 пати сум кажал, но радоста е што наследивме или се поучив од пастор Мите да проповедаме вака едно стих по стих што велиме, без да рипаме ништо. Оваа последна глава може да кажам дека и минатиот пат споменав дека ги содржи можеби последните зборови, било кажани, било напишани на апостол Павле. И апостол Павле секој пат велам свесен е дека ова се неговите последни
денови. И во таков еден контекст добро е да знаеме дека апостол Павле можеби во продолжение на 30 години без никаков престан ќе каже за себе дека тие 30 години во континуитет ги помина како еден добар војник. Оние кои што сме биле во војска и кога говорев за параболата за добриот војник, објаснувавме што значи човек да биде ангажиран во војска. Апостол Павле 30 години сесрно би рекол, одговорно, како добар војник ќе рече за себе си, ги отслужи. 30 години може да кажеме дека изодил еден пат, кој што ќе видиме денеска, кој не е пат по слободен избор, него е добро трасиран пат, како што даваше примери и параболата со атлетиката. Таму има строго определени прописи како се надпреваруваш, во која дисциплина, каква е патеката. Тешко е да се надпреварувате во определени прописи. Не е слободно џогирање, кој кога сака да излезе, кој ритам сака да го користи и каде сака да трча. И ќе каже во сето ова, како што прочита Борјан, во овие 30 години, дека верата ја запазил. Ќе видиме што всушност апостол Павле запазил и вели во неколку збора дека се надева, дури го очекува венецот на правдата. Кога ја подготвував проповедите и сега кога ви ги говорам овие зборови, не може да не предизвикаат некакви, може да се различни чувства, секој различно да ги доживува. Меѓутоа, како христијани ќе речам, па се прашувам и јас, па поставувам прашање и до вас. Што сметате за секој еден за себе си? Дали како што вели апостол Павле, сите сме во различна фаза во нашата христијанска трка, но до сега секој еден таму до каде што е. Добри војници ли сме? До овој момент секој еден од нас. Трчаме ли во таа трка по тие правила, прописи како што се направени? Кога би не повикал Бог утре, имаме ли ваква една надеж? Имаме ли едно вакво чувство дека се надевам и очекувам да го добијам венецот на правдата? Првиот стих започнува вака и вели: и така те заколнувам пред Бога и нашиот Господ Исус Христос, кој ќе им суди на живите и мртвите кога ќе дојде Он и неговото царство. Најважната работа на самиот почеток на оваа 4 глава и апостол Павле, како што говори овдека, станува збор за заповед. И видовме дека во сите посланија, во сите писма на апостол Павле, и првото и до Тит, нема ќе упати некаква заповед до неговото, како што велам, возљубено чедо Тимотеј. Така и овдека започнува, меѓутоа се поставува едно прашање суштинско. Секој пат кога имате некаква заповед или некој ви дава некаква заповед, има една последица дека нешто треба да вршите, дека нешто треба да правите. И од овдека најсуштински е овој глагол кој овдека го употребува апостол Павле, и тој глагол се употребува во судска постапка или во еден судски процес. Не знам колку од вас имале работа со суд, подобро, би рекол да немате. Меѓутоа, ја одев често на суд, бидејќи долги години возев без возачка дозвола. Имав кола, немав положен. Така да, нема ме викаа. Тогаш и тогаш, така ли беше, така ли се случи, те фатиле. Тоа беше во времето, како што велиме, во едно друго време. Ова го говорам бидејќи во судски процес кога сте, и овдека апостол Павле, затоа употребил еден ваков глагол, давате заклетва. Дури и денеска може да видите по филмовите вообичаено во Америка и сега,
дека под заклетва се заколнувате дека ќе говорите вистината и само вистината. И во ваков еден контекст, во ваква една судска постапка, може да бидете под заклетва во два случаи. Или кога сте обвинет, или ако сведочите. Меѓутоа, овдека ги покрива со еден збор апостол Павле и многу е важно, затоа говорам на самиот почеток, дека вели во една такво едно чувство треба да имаш, дека си под една заклетва, и тоа не било каква, зашто на судот има порота, па има обвинителство, па тоа е една друга тема, бидејќи и самиот суд е организиран од Божиот престол. Само е прекопирано во едно современо, би рекол, една современа постановка. Многу е важното во оваа заповед и во сите заповеди. Пред малку Викторија ме прашуваше што од овие 8 стиха кои апостол Павле за мене се можеби кулминација од сето она што го говореше до сега. Јас сакам да се осврнам ова утро на 3 сегмента од оваа препорака, од оваа заповед на апостол Павле. И прво сакам да видиме што точно му заповеда апостол Павле на Тимотеј, или како што реков, што тоа треба да прави Тимотеј во оваа заповед. Второ, сакам да видам да видиме секоја една заповед, кога ви е дадена нешто да вршите, има ли аргументи за тоа да го права? Какви се аргументите? Има ли апостол Павле со што да се аргументира за она што го говори на Тимотеј да го прави? И тоа внимавајте како почнува. Значи, ќе видиме пред Бога и Исуса Христа да е заколнет како во еден судски процес. Тоа е или да бидеш или да не бидеш, велиме. И третиот сегмент сакам да видиме што самиот апостол Павле, кој што е упатува оваа заповед, што може да каже за самиот себе си. Почнуваме од 2 стих. Проповедај го словото, настојувајќи во погодно време и во невреме, изобличувај, забранувај, советувај со голема долготрпеливост и поука. Од 2 стих, проповедај го словото, може да видиме дека апостол Павле и сите ние да разбереме која е суштината на оваа заповед. И може многу јасно да се забележи дека има два збора. Тоа едниот е проповедај, другиот е словото. Сето она што му вели дека го заколнува, ја ќе се навратам на првиот стих, и не објаснува веќе, бидејќи разгледавме наназад во претходните проповеди што представува, да речеме, Словото Божие. Зошто да го проповеда да го проповеда Словото? На што е претходно видовме еквивалент, нели, да го проповеда Божиото Слово? Говоревме за здравото учење и апостол Павле постојано му велеше. Имајќи ги во предвид лажните учители, имајќи ги во предвид тешките времења, имајќи ги во предвид дека тешките времења секој пат ќе настапуваат од лоши луѓе, говоревме дека лошите луѓе секој пат ќе бидат во црквата, ќе седат еден до друг до нас, и тие ќе бидат провокаторите кои што ќе ги поттикнуваат тие лоши времења. Ако сакате да бидете заштитени од лажните учители, рековме, држете се до Словото. Тоа е контекстот што велам во една кулминација апостол Павле сега со што завршува, со какви зборови и упатства до Тимотеј. Ако сакаме, говореше апостол Павле до Тимотеј да се држи до вистината повторно ви е еквивалент. Ако сакате да ја знаете вистината, ако сакате да ја осознаете вистината, држи се до Словото. Држиш се, проповедај го Словото. Ако сакаме, многу пати велат да растеме во верата,
па правиме, нели, мајтап може ли да има мала вера и да има голема вера, па некој пат како и за многу нешта, многу вакви одговори бараат и дополнително објаснување. Верата не е иста во моментот кога сум поверувал, ќе видиме и овдека денеска, но верата, велиме, постојано треба да растеме во верата. Треба да го изучуваме Словото, треба да го практикуваме и на тој начин, затоа велам, Божјото Слово, ако сакаме да растеме во верата, апостол Павле вели, проповедај го Словото. И интересното е што, повторно ќе кажам како кулминација, ако говоревме дека претходно да се проповеда добрата вест, Словото, и дека луѓето кои што се во црква, добро е да ја слушаат добрата вест. Добро е како што рековме, не само да бидеме, и Словото вели, добри слушатели, него да бидеме и извршители. Тоа кое што го слушаме постојано, тоа кое што го изучуваме, да имаме начин сето тоа да го живееме. И овдека вели апостол Павле во продолжение, имајќи го предвид сето тоа, ние треба сето тоа да го предадеме на некои други. Викторија, повторно ќе го спомнам, се молеше дека треба да говориме на луѓето кои што не го познаваат Бог. Во ваков еден контекст, тоа е добрата вест. Тоа е благата вест. И ќе продолжи, набројува 4 белега, вела, во овој прв стих. Може и секој еден да се запраша дали ние го проповедаме Словото. Дали може да направиме, што се вели, сами на себе, преку овие кои што ги дава апостол Павле, примери или белези ги нарекувам, кој што работи во секојдневниот живот. Во една прилика говорев, можеби ние јавно овдека и минатиот пат Мите говореше од коринтијаните, дека како проповедници од оваа страна говориме или во една форма на проповед одамвон или јавно. Меѓутоа, во Филипјаните и во Матеј говоревме дека сите ние на различни начини секојдневно проповедаме. Ако сме вистински христијани, ние секојдневно проповедаме. Така да во таков еден контекст вели вака: проповедај го Словото и вели настојувај постојано. Во оригиналот има 4 белега или сите 4 збора кои што ги употребува. Важни се. Зошто? Бидејќи во оригиналот ова буквално означува да застанете во ред или да бидете во една посебна, одделна група, која што ќе биде подготвена, кога и да ве викнат, да сте спремни да го проповедате Словото. Контекстот е тој. Втори стих. Проповедај го Словото, настојувај, постојано вели. Постојувањето ми текнува повторно на војската и овдека. Има тие што се одбрани единици за брзи интервенции. Они се 24/7 кос 365 дена. 24 часа се подготвени моментот кога ќе ги викнат да одат да интервенират. Ист таков е зборот кој што е употребен овдека. Ние сме застанати во посебен ред, ние сме во посебна група формирана и треба да бидеме подготвени во секој еден момент да го проповедаме Словото. Вториот аргумент вика настојувај на соодветен начин. Словото и овдека зборот е за на соодветен начин. Нема подобра книга, како што реков, од Словото Божјо за секоја една прилика. Со каков и да се соочувате проблем, во било која прилика, Словото Божјо е тоа кое што говоревме и за тоа, дека може да укорува, да укорувате со Словото Божјо,
можете да изобличувате, но многу пати се смееме кога ќе кажат и сум говорел, кога ќе најдат некаква замерка дека определено нешто не се прави така. Секој верувам дека се соочи. Ова не е добро направено. Или ова не се прави вака, меѓутоа не ви даваат решение, да кажеме, на проблемот. Не се прави, меѓутоа покажи ми или научи ми или кажи ми. Словото може да кажеме дека е единствено во ваков еден контекст, да те укорува, да те изобличува и истовремено на крај ти го дава и решението. И не само тоа, самото слово, ние велиме од еден повторно ќе ја спомнам христијанската психологија, дека тоа може да делува и интелектуално, делува и морално, и делува постојано на еден, како би рекол, емоционален план. Третото нешто вели настојува трпеливо во поучувањето, кога го проповедаш словото. Малку мора да признаам и јас, како христијани, или ајде за себе ќе говорам, некој пат како да немам доволно трпение. Или со луѓе кои што сме поблиски, особено во Бугарија, ќе го спомнам, нели, пастор Јатански, секој пат кога ќе се видиме, вели: Гаго, како е? До каде сте? Напредувате? Многу пати сум кажал и со Мите сум споделила, викам, некако мислам, многу години на вистина работиме усрдно, одговорно, како да не гледаме некаков плод, па искрено кажувам, па ми се сака да видам од тој труд, во таков еден контекст, ние сакаме брзи резултати. И он секој пат викал дека нема да остане, демек, неблагословено. И јас се повеќе верувам во тоа дека важното е секој да си ја работиме нашата работа. И многу пати велам дека Бог си ја работи неговата работа, меѓутоа и ние во ваков еден контекст сакаме многу пати, многу повеќе да се мешаме во работата на Бог, а не да си ја гледаме нашата работа. И идејата ми беше дека се повеќе сакам да си ја гледам мојата работа, да ја вршам онака како за Бог, пак Мите ќе го спомнам, нели, како беше Мите сади, Аполос полева, работата на растењето не е наша работа. Така и во ваков еден контекст ние треба да говориме да го проповедаме Словото, да говориме за Божиот збор, меѓутоа резултатите и одговорноста ги оставаме, велиме, на Светиот Дух. Тоа е негова работа. И четвртото, последен белег, вика: настојувај кога проповедаш и да поучуваш. Вели долготрпелива поука. На факултет, кога учевме, да кажам, нашки, нели, околу проповедањето, и имаше еден професор, велеше дека има презентери, па има говорители, па веќе ги заборавив сите оние луѓе кои што застануваат пред микрофон на најразлични манифестации, и он викаше: меѓутоа се од тоа вие не сте, бидејќи проповедникот е посебно од сето тоа, но вика да знаете, па треба да ги покриете сите тие луѓе. Зошто го говорам ова за овој последен белег? Секоја една проповед е едно поучување. Нема проповед, и сега ова што го правиме, велиме дека се поучуваме. Во ваков еден контекст треба да бидеме трпеливи. Бидејќи и тука кога
кога проповедаме, овдека станува збор, ние и поучуваме. Но идејата на апостол Павле овдека вели, кога поучувате, внимавајте тоа да биде како добра проповед. Во контекст на проповедај го Словото. Второто нешто, реков, кои се аргументите кои што ги има апостол Павле за една ваква порака која што му ја дава на Тимоти. Се враќам накусу на првиот стих и вели: и така те заколнувам пред Бога и нашиот Господ Исус Христос, кој ќе им суди на живите и на мртвите кога ќе дојде Он и неговото царство. Повторно нешто многу очигледно, многу отворено паѓа во очи, а тоа дека е авторитетот не доаѓа од апостол Павле. Он не вели ништо за себе, него вели да разбереме дека сето ова, како што реков, те заколнувам пред кого? Пред Бога и Исуса Христа, кој ќе дојде, кој ќе ги суди и живите и мртвите. Многу е важно, вели да разбереме, ние многу пати мислам дека има луѓе кои, ја ќе се вклучам на време, тешко разбираме во чија служба сме ние. Зошто, пак ќе кажам, од тоа што го гледам, нели, како го живееме животот. Ако ние се ставиме во оваа улога, дека ме заколнува, нели, во Бога, и ако го разбереме дека Христос ќе дојде и ќе биде тој кој што ќе ги суди живите и мртвите и ќе го воспостави неговото царство, и во една прилика реков дека сега е моментот за да се обучиме и да се, кој е адекватниот збор, за да заземеме определени места за Божиото царство. Нема да има можност од кога ќе дојде Христос, од кога ќе биде судот и ќе се воспостави 1000-годишното царство. Во таков еден контекст мислам дека многу пати со моите зборам дома, дека сега е дадена можноста што ќе правиш, сега да правиш. Сега го заработуваш или сега го изработуваш местото за во Божиото царство. Ја. Словото така говори. Ако имаме представа многу пати, велам дека Христос ќе дојде реално. Дури и овдека, и во 1 стих, и во 8 стих, коренот е Епифанија. Меѓутоа, апостол Павле говори овдека дека ќе дојде реално. Дека ќе се видиме вака. Во тој контекст мислам дека многу луѓе не разбираат како што зборат, кој го видел тоа, дали ќе биде при... Не е така. Работата е многу сериозна и многу е важно да разбереме како ние што се гледаме, така ќе се гледаме. И многу е важно да разбереме, нели, јасно дека сите ние ќе застанеме и ќе дадеме отчет. Како јас што зборам се и се гледам со мите, со мане, така ќе се гледаме и ќе си дадеме отчет. Ако ова може да го разбереме, ако ова може да го сватиме, ја мислам многу нешта помеѓу нас и во самите цркви ќе дојдат на своето место. Ние многу пати мислам имаме конфликти од недоразбирањата, суштински мислам. Трети, четврти и пети стих вели оти: ќе дојде време кога луѓето нема да го слушаат здравото учење, но водени по своите похоти ќе се изберат учители за да ги го залажуваат слухот. Тие ќе го одвратат слухот свој од вистината и ќе се обрнат кон бајки, но ти во се биди трезвен, претрпи зло, направи дело достојно на евангелист, службата твоја исполнуваја добро. Луѓето нема да го трпат здравото учење. Ако ви текнува на минатиот пат, и овдека вели ќе дојдат времиња. Тоа го расчистивме, дека времињата тешки и последните времиња не се како многу мина што мислат, барат белези, само што не дошол Христос.
она што го говори Стариот Завет за една нова ера, за една нова епоха. Последните времења се одстапување, рековме, на Христос на оваа сцена, па се до неговото второ доваѓање се последни времења. Апостол Павле, Тимотеј, сите живееле во последни времења и ние денес живееме во последни времења. Но ќе има, рековме, таласи, ќе има бранови на тешки моменти низ кои што ќе проваѓа црквата и општо. Ја дадов пример и со нашата. Нема, но ќе има некаков проблем, не е страшен, проблемите треба да се решаваат. Многу пати сме се смееле со мите дека добро е кога има проблеми, не раздрмуваат и малку се просејуваме да видиме кој каде стои. Во ваков еден контекст, овдека во оригиналот овој збор за ушите ќе ги сврбат е патолошка состојба на ушите. Како што минатиот пат говоревме дека ќе има лоши луѓе кои што ќе произведуваат лоши нешта внатре во црквата, повторно станува збор и ние сме сведоци, луѓето не сакаат да слушат овој контекстот, нели го заколнува, имајте го предвид, да го проповеда Словото. Тоа е суштината. Што ќе правиме да биде проповедано Словото? Луѓето нема да сакаат да го слушаат Словото. Многумина ме озборуваат, многумина ми кажуваат, многу пати од овдека, од амвонот и сме збореле со мите, за црква добра вест, одговорно тврдам. Нема лошо, јас што го кажувам, нели, ама ќе зборам за мите, ќе зборам за луѓето кои што пропе. Нема приказни, нема бајки, нема рипање. Денес ќе ви кажам како сум поминал на одмор и 40 минути за одмора. Многу пати слушам проповеди, кажуваат некаков наслов, не можеш да разбереш за кој, за што говори. Луѓето уште сега, јас сум зборел за луѓе кои што поминале, викам, како автобуска станица од кај нас, кај што сум имал можност. Кажи ми, што ти си овде за духовна храна. Апостол Павле дава заповед и го советува да го проповеда Словото. Овдека се проповеда Словото. Кој мисли поинаку? Ајде да се аргументираме. Ајде да отвориме дебата. Се е многу лесно. Има YouTube, не има сите. Враќај, пуштај, грешки, кој шо мислел, кој шо кажал. Не сакаат луѓето. Состојбата е патолошка. Нели многу пати викав, одат Кејшаров, даде песни, игри и пари, колку сакаш, такви, луѓето им е убаво таму. Што добиваш таму? Што добиваш? Кажи ми што си добил таму за луѓето, нели, кои што шетат и одат таму. Ако ти е за свадба, за игри, за музики, да, може да одиш кај Кејшаров. Него што ти си изградил за ова кое што говори Словото? За кај се подготвуваш, секој еден си знае. И на крајот од овие 4, да ги кажам, како заповеди, он вели 4 нешта, апостол Павле повторно вели, да бидеш трезен, да знаеш дека ќе претрпиш зло, проповедај и последното е исполнувај твојата служба. Многу интересен овој збор да останеш трезен. Повторно во оригиналот има една има форма да останеш и умствено бистар, но и да останеш духовно бистар. Само накусо да ви кажам дека стручно и многу кратко, оние кои што се зависници од алкохол ги третираме ние у две групи. Има и велиме стручно дека има или пасивен или активен. Пасивни или активни се зависи кога ќе се напие што прави. Може да е многу добар темперамент, некои си пеат, си се смеат, е различен, или другите има кои што се активните стануваат агресивни, силни, зборат се, докажу. Во ваков еден контекст точно тоа го говори овој збор на апостол Павле. Бидејќи ние велиме, нели, кога алкохолот прави да ви се замати реалноста, но стручно викаме многу подобро е што отвара еден друг центар таму каде што ги потискаме работите. У јаве,
сето она што некој не ни се допаѓа, не ми се свиѓа, бутај таму, и таа врата се отвара и фактички тогаш е вистината и реалноста што се случува. Во никаков случај, вели, нити духовно, нити ово, остани трезен. Немој да западнеш во една ваква состојба да ти се замагли реалноста која што е. Веќе кажавме, вели, ќе претрпи сите оние кои што го проповедаат Словото да очекуваат зло. Во кој контекст минатиот пат кажав? Оние кои што се во Христос и се во светот може да очекуваат гонење. Оние кои што се само во Христос, дадов пример со мене пред многу години, и си се претопуваат во светот, го нема Христос, нема што да очекуваат и да се надеваат дека некој ќе ги гони. Проповедањето на добрата вест треба да биде начин на живот. Вие на сила не можете да го направите тоа. Сила ви треба, нели, на почетокот ја свелам. Минатиот пат говоревме дека целото слово е вдахновено од Бог, дека е тоа жив збор, мисла на Бог, збор на Бог, идеја на Бог, се од Бог, и говорев, нели, за волјата, што е духот, како се пројавува, нели, тој вдахнат дух преку душата, а не е самата душа. И обично во еден збор велам дека, нели, волјата е шефот на душата. Волјата ни е многу потребна и секој пат е на прво место за да направиме не само првиот чекор, него општо земено во животот. Дури ако се навратиме и на молитвата Отче наш и на секаде, вели дека што да биде волјата на Бога. Така да начинот на живот е многу поразличен од она што го правиме на сила. И последниот, третиот сегмент, како што реков, што апостол Павле говори за самиот себе си. Дава заповед, видовме од кои се причините со кои ги брани, и видовме дека кои се аргументите и фактите кои што ги има апостол Павле за таа заповед, и на крајот повторно завршува со неговиот, би рекол, личен пример од 6 до 8 стих, вели: зашто јас веќе станувам жртва, времето на моето одење настапи, добро се борев, патот го завршив, верата ја запазив. Понатаму ме очекува венецот на правдата, што ќе ми го даде во оној ден Господ, праведниот судија, но не само мене, туку и на сите кои се радуваат на неговото доваѓање. Би рекол во стилот на апостол Павле, ако на почетокот рекол дека некаде околу 30 години сесрно работи, сесрно ја трча оваа, како што реков, трка, и нема фалба како минатиот пат да се фали нешто со себе си. Него и овој пат завршува со аргументи, како што реков. Многу е различно, многу луѓе се фалат без да имаат факти и аргументи. Но апостол Павле вели прво дека добро се борев. И овдека ова зборче во оригиналот веќе кажав на почетокот. Добрата борба повторно употребува војник, атлетичар, борба, трчање. Идејата е дека борбата за која што станува збор и самиот збор станува збор за нешто што има, како што реков на почетокот, свој почеток, има свој крај, има своја патека, има своја дисциплина, не да се бориш ти како што сакаш. Овдека апостол Павле вели: добро се борев по сите критериуми кои што ни се дадени. И на нас денеска, ние како христијани, многу пати велам, ние сме нешто посебно. Не како фалва, него имаме посебни критериуми и посебни стандарди за живење отколку луѓето кои што не го познаваат Бог.
Во ваков еден контекст апостол Павле вели: добро се боре. Сето она што беше дадено, сето она што го имам како аргументи, го исполнив добро. Вториот аргумент вели патот го завршив. Овдека извадив во контекст на Дела 20 глава, Павле ја кажува уште својата желба и вели 20 глава 24 стих: но јас не се грижам за ништо, ниту пак ми е мил животот. Стига само со радост да ги завршам патот и службата што ја примив од Господа Исуса и да го проповедам Евангелието на Божјата благодат. Ако малку имате предвид кога го збори ова, и се враќам овдека после 30 години, еднаш ке исто говорев, особено за младите, многумина мешаат во однос што е цел кога имаш во животот, а што се средства за остварување на таа цел, и многу пати средствата стануваат цел и луѓето се мешат, па ние нели велиме како советници објаснуваме што е цел, а што е средство за остварување на цел. Овдека во Дела апостол Павле говори за една негова неостварена цел. Сите ние така и се движиме и живееме овој живот. Имаме некакви цели. Но убавината со целите е како овдека на апостол Павле контекстот е кога една цел после определено време ќе стане ретроспектива. Тоа е убавина што ни ја дава, ќе речем, животот. Тоа е со школувањето, тоа е, предпоставувам, мите цел за куќа. Имаш цел, па тоа е се ретроспектива, си го завршил. Децата имаат цел со своите училишта. Нема поубаво нешто да имате цели и тие цели да стануваат со тек на време ретроспектива. И на крај вели верата ја запазив. Верата е многу, и овдека е интересен овој збор, како човек ја запазува, како човек ја запазува верата. Апостол Павле, кажав пред малку за крајот на ова, дека никој пат и со ништо не се фали, него секој пат или се аргументира или дава определени факти. И овдека кога збори за верата ја запазив, има предвид и зборот вели како нешто кога ви е доверено, како стражар во војската, кога имате обврска да пазите и да чувате и да сочувате нешто, си го дадеш животот. Малкумина тука има, кога одевме во бившата држава, во ЈНА, имавме еден подготвителен период од, не знам, 15-20 дена колку беше, и дававме, се викаше, свечена заклетва. После заклетвата веќе паѓавме под сите закони. Ама идејата беше дека животот ќе си го дадеме за Југославија, само ако некој проба границе да дира, реците му слободно, разнече га мина. Нели, кој што служел, имавме такви слогани. Овде станува збор за такво запазување на верата на апостол Павле. Со факти говори. Нас ни е доверено ова, добриот залог што го зборевме цело време, добрата вест, веќе е предадена на црквата. Ние ја имаме денес. Меѓутоа, како се запазува? Како добар настојник. Вие верата не можете да ја одржите и да ја запазите, и последното му е, нели, се надева на тој венец. Ако оваа цела проповед во една реченица ја кажам, ние имаме нека и една голема заповед. Меѓутоа, што правиме? Имаме, видовме денеска белези. Кој кај се наоѓа, кој колку ги исполнува. Но ние сме повикани, нели, чим има заповед, не може заповед да се исполни со седење на столче. Секоја заповед си бара определени критериуми, бара определен, апостол Павле вели, војник, напори, атлетичар, трчање, дисциплини разни. Колку во тоа успеваме, пак ќе кажам, нели, идејата е
секој сам да си даде одговор и завршува на крајот, вели, се надева, го очекува венецот на правдата. И затоа веќе кажав дека имаме ли таква надеж, имаме ли една таква сигурност дека Бог, Господ Исус Христос, ќе дојде повторно на оваа земја, ќе воскреснат и живи и мртви, и ќе има суд. И апостол Павле може да кажеме дека во оваа битка, во ова трчање, ги исполнува сите нешта. Ако го ставиме него како што говори, ако истите белези ги употребиме за него, ако ги видиме фактите и аргументите кои што му заповеда на Тимотеј да го проповеда Словото. Што да проповедаме? Дадов наслов, нели реков на оваа проповед, да го проповедаме Словото. Бидејќи со ова завршувам, многу пати сум размислувал и за нашата црква и општо, ни фалили нешто, па во контекст да кажеме на луѓето кои што не го познаваат Бог, да се покајат, имаме обврска да им кажеме и да дојдат во црква. Од тука па натака, мислам дека имаме проблем. Не само ние како црква, општо црквата денеска мислам дека има проблем, бидејќи станува збор дека треба да се поучуваме во еден континуитет и во една, како би рекол, нагорна линија. И сме говорели и самите сега оваа проповед паме натера, имаме ресурси. Факт, вистината е дека стварно имаме добри ресурси, меѓутоа, како да не знам, треба ли да се организираме, да сите вие кои што сте тука, ние можеме да се отпечатат луѓе, прават најразлични семинари, курсеви, делат дипломи. Нема ништо спорно, значи може да направиме и може, нели, да се треба работа, ама пак ќе кажам, имаме ресурси, можеме да го направиме едно континуирано изучување. Мите може, нели, да од каде да почнат, како што одиме на други, тука да се отпочне со едно, нека и курс, било што да биде, но сериозно, вистински, бидејќи ова го говорам како крај, што вели апостол Павле за таа надеж. Имаме ли ние како луѓе кои што сме, кои ќе одговараат овде? Вели ќе одговара Тимотеј, ќе одговара пасторот, ќе одговараат сите што се во црквата свештенослужители и ќе одговараат сите останати кои што се членови на црква. Значи сите одговараат. Сите треба да разбереме дека сите ќе застанеме и сите ќе имаме одговорност. Затоа проповедајте го Словото. Ништо друго не треба да правите и да правиме. За да го проповедаме Словото, треба некој да не поучува, а после и ние кои ќе пораснеме да ги поучуваме. Тоа ми беше идејата, да не оставаме дупка. Кога имаме вакви ресурси, нели, како ми тебе, слушам други учат тоа, можеме да направиме, нели, бас систематски луѓето да тие што имаат желба, ќе кажам, не, ама сега веќе ако се нарекуваме дека сме христијани, ако веќе сме се посветиле, сме се крстиле, сме се покајале, од ова гледаме дека треба да го изучиме, треба да знаеме каде одиме, треба да знаеме што правиме. Бидете благословени и проповедајте го Словото оваа седмица.